Здраво на сите. Денес продолжуваме со решавање на задачи од темата Амперов закон. Ова видео ќе ги содржи сите задачи со детално објаснување од збирката задачи по предметот Основна електротехника од Весна Тошева. Збирка која што се користи на ФЕИ Скопје. Првата задача и сликата која и припаѓа се веќе импортирани. Да го прочитам текстот на задачата и да видиме кои се барањата. Да се определи векторот на магнетната индукција внатре и надвор од бесконечно долг праволиниски бакарен спроводник со кружен пресек со радиус А, ако низ него тече струја со јачина И. Значи имаме две барања. Првото барање ќе го дефинираме за некој радиус R кој ќе биде помал или еднаков на А, односно да видиме што се случува со векторот на магнетната индукција внатре во овој бакарен спроводник. За да ја решиме оваа задача, нас ни треба изразот за Амперов закон. Да се подсетиме, Амперовиот закон гласеше интеграл по затворена линија со некој периметар и векторски производ помеѓу векторот на магнетната индукција и dl векторот, а тоа беше еднакво на производ помеѓу магнетната пермеабилност и сумата на сите струи кои се опфатени од оваа линија која е од наш интерес. Значи векторот на магнетната индукција го означив со B1 согласно ознаката која ја носи на сликата. Како прво се подсетиме што беше dl? Значи линијата од интерес која е исечок или дел од вкупната површина која опфаќа бакарниот спроводник има радиус R мало. Дел векторот е елементарен дел од таа линија, а пак векторот на магнетната индукција по правец и насока го определувавме со правилото на десна рака. Да се подсетиме. Гледам овде на сликата дека јачината на струјата која тече низ овој бакарен спроводник има таква насока да таа е кон нас. Значи тоа го дефинира оваа точка до И. Доколку палецот од десната рака го насочиме кон нас, прстите од шаката на десната рака ќе ни ги дадат правецот и насоката на векторот на магнетната индукција во секоја точка која ни е нас од интерес. На сликата се гледа дека векторот dl и векторот b1 се колинеарни, односно аголот помеѓу нив е 0 степени. Па овој векторски производ кој што се наоѓа во интегралот, можеме да го напишеме и како скаларен производ, доколку земеме во предвид и аголот помеѓу тие два вектори. Па Амперовиот закон сега ќе има следен облик. BDL по косинусот аголот помеѓу нив, рековме дека е 0 степени, минула сума И. Бидејќи косинус од 0 е единица, овде заборавив да ставам индекс B1 согласно знаките на сликата, значи бидејќи косинус од 0 е единица, Амперовиот закон добива следен облик. Што е овде битно да потенцираме? Магнетната индукција означена со B1 е константа во било која точка од замислената линија со радиус R, која ние ја издвоивме како линија од интерес. Бидејќи B1 е константа, може да го извадиме пред интеграл, па изразот за Амперовиот закон ќе гласи. B1 оди пред интеграл, интеграл по затворена линија со периметар 2πr, по dl, производ минула сума И. Доколку го решиме овој интеграл, изразот ќе има следен облик. B1 2πr минула сума И. Овде е многу важно да прокоментираме за ова сума И. Бидејќи ова И не е истото И што е означено на сликата, односно јачината на струјата
односно јачините на струите кои што се офатени од оваа замислена линија со радиус R е различна од струјата која вкупно тече низ овој спроводник. Па затоа оваа струја ќе ја означам со некоја си звезда. Да видиме што можеме да напишеме за овој израз. Значи, и звезда ќе го дефинираме како производ помеѓу густината на струјата и некоја си анализирана површина која од наш интерес. Густината на струјата во овој случај се дефинира како јачината на струјата која тече низ овој бакарен спроводник со крузен пресек со радиус А врз површината опфатена од тој спроводник, а тоа е пи А на квадрат. Веднаш можеме да видиме од изразот дека густината на струјата има единица мерка ампери на метар квадратен. А пак површината која е од наш интерес е површината што е офатена со замислената линија која има радиус R мало, а тоа е пи R на квадрат. Доколку изразот за површината и изразот за густината на струјата ги замениме во главниот израз за оваа струја и звезда, ќе добиеме следен израз. И врз пи А на квадрат помножено со пи R на квадрат. Пократењето на пи и звезда ќе биде R на квадрат врз А на квадрат по и поточно и звезда зависи од односот на радиусите на квадрат на R мало и А мало помножени со вкупната јачина на струја која тече низ овој бесконечно долг праволиниски бакарен спроводник. Доколку овој израз го замениме во главниот израз за амперовиот закон, тука ќе го запишам, ќе добиеме следен приказ на нештото. B1 по 2πr минула по R на квадрат врз А на квадрат по И. Од тука, магнетната индукција која е во функција од малото R ќе биде минула R на квадрат И врз А на квадрат 2πr. Пократењето на ова R со квадратот, вкупниот израз, односно крајниот израз за магнетната индукција во функција од мало R ќе биде минула R И врз 2π А на квадрат. Единица мерка знаеме дека за магнетната индукција е Тесла. Што беше овде важно да потенцираме? Важно е да се кажат две работи. Имаме колинеарност на векторот DL и B1, па векторскиот производ можеме да го запишеме како скаларен производ, земајќи го вредви диагоналот помеѓу нив. За B1 беше важно да знаеме дека во било која точка која му припаѓа на линијата опфатена од соисечокот кој има радиус R е константа. Затоа B1 отиде пред интегралот. И важно е да се изанализира, односно да се потенцира дека сумата на струи опфатени од оваа линија која ние формиравме со радиус R мало не е истата струја која тече како вкупна низ целиот праволиниски бакарен спроводник. Туку таа, која ја означив со И', зависи од односот на радиусите R на квадрат и А на квадрат, помножени со јачината на струјата која тече низ целиот бакарен спроводник, низ целиот напречен пресек на бакарниот спроводник. Со замена, доаѓаме до израз во кој што магнетната индукција внатре во спроводникот, значи B1 во функција од R мало, е производ на магнетната пермеабилност, струјата која тече низ целиот напречен пресек на бакарниот спроводник, помножено со радиусот кој го анализираме, тоа R мало, врз 2π А на квадрат, значи вкупниот радиус на
на кружниот пресек на бакарниот спроводник. Тоа беше барањето под 1. Да видиме што се случува сега во второто барање. Значи, во второто барање имаме некој радиус кој е поголем или еднаков од А, односно го анализираме векторот на магнетната индукција надвор од овој бесконечно долг праволиниски бакарен спроводник. Слично како и досега, го користиме повторно амперовиот закон кој има сега следен облик. Значи, интеграл по некоја затворена линија која има сопствен периметар. Имаме векторски производ помеѓу векторот на магнетната индукција сега означен со B2, гледаме од сликата дека е B2, по DL вектор. И повторно имаме магнетна пермеабилност и сума I. Исто е објаснувањето како и претходно. Значи, овој векторски производ помеѓу векторот B2 и DL може да се запише како скаларен производ. Овие два вектори се колинеарни, аголот помеѓу нив исто така е 0. B2 во било која точка од анализираната линија со радиус R мало надвор од овој бесконечно долг праволиниски бакарен спроводник е константа во било која анализирана точка. Затоа, исто како и претходно, B2 може да оди пред интеграл. Имаме интеграл по затворена линија која има периметар 2πr по DL и сумата на струи е всушност една единствена струја, тоа е вкупната јачина на струја која тече низ овој напречен пресек на овој праволиниски бакарен спроводник. Од тука, за векторот на магнетната индукција, B2, повторно во функција од R мало, можеме да напишеме следен израз. Тоа ќе биде минула I врз 2πr единица мерка повторно Тесли. Што е овде во овој втор случај битно да потенцираме? Значи, повторно имаме векторски производ на B2 векторот и DL векторот. Тие меѓу себе имаат агол од 0 степени. Векторскиот производ може да се представи како скаларен производ, бидејќи косинус од 0 е единица, а B2 во било која точка која припаѓа на оваа линија која ја извоивме со радиус R надвор од спроводникот, B2 во секоја од тие точки е константа. Повторно B2 оди пред интеграл, го решавам интегралот по DL врз основа на периметарот на затворената линија која е 2πr, а сумата на струи во случајот, линијата која ние ја замисливме, ја опфаќа една единствена струја, а тоа е целата струја која како јачина тече низ овој праволиниски бакарен спроводник со кружен пресек со радиус А. Па изразот за магнетната индукција надвор од овој спроводник има израз, тоа е B2 во функција од R, минула по I врз 2πr. Исто така единица мерка Тесли. Да извлечеме еден генерален заклучок од оваа задача. Значи, прво, за R помало еднакво на A, добивме израз за магнетната индукција во функција од некое си анализирано растојание. Изразот беше минула I врз 2π A на квадрат по R, а во вториот случај, за R поголемо или еднакво на A, имавме B2 во функција исто така од R мало, изразот беше минула I врз 2πr. Што е овде многу битно? Во првиот случај, значи во внатрешноста на спроводникот, магнетната индукција зависи право пропорционално од овој R. А во вториот случај, за R поголемо или еднакво на A, магнетната индукција зависи обратно пропорционално од ова R. Ке пробам да нацртам еден график, кај кој што на Y оската ќе биде магнетната индукција, односно на ординатата, а на X оската ќе биде овој R, кој го користевме во двата случаи за да го пресметаме векторот на магнетната индукција внатре и надвор од овој спроводник. Овде ќе ја внесам како точка
Точката А, тоа е радиусот на кружниот пресек на овој бесконечно долг праволиниски бакарен спроводник. Па магнетната индукција внатре во анализираниот спроводник ќе има ваква линеарна зависност до оваа точка. Значи, што ова ни покажува? Дека B1 зависи право пропорционално од R и до точката кога ова анализирано R ќе стигне до ободот на проводникот, тоа е оваа точка, гледаме дека векторот на магнетната индукција расте. Што се случува кога ќе излеземе надвор од спроводникот? Тогаш гледаме дека магнетната индукција зависи обратно пропорционално од првиот степен на анализираното растојание, па графикот ќе изгледа вака. Значи, тука можеме да заклучиме следна работа. Во средиштето на спроводникот, значи на самата оска на спроводникот, магнетната индукција е нула. Како што расте растојанието кое го анализираме, односно кружните исечоци или линии кои ги создаваме со некое си R мало внатре во напречниот пресек на спроводникот, како што таа вредност ни расте, така ќе расте и магнетната индукција. Каде ќе постигне максималната вредност? На самата надворешна линија на анализираниот бакарен спроводник, значи на линијата која има радиус А потоа што се случува надвор од спроводникот? Магнетната индукција опаѓа, затоа што зависноста е обратно пропорционална од R. Ова е многу битно да се запамети. Да ја разгледаме втората задача од темата Амперов закон, текстот на задачата гласи: два долги праволиниски тенкожични спроводници со занемарливи радиуси и струи I1 и I2 со спротивни насоки поставени се многу блиску паралелно еден до друг. Да се определи векторот на магнетната индукција во точката А на големо растојание R од спроводниците. За овие два спроводници можеме да кажеме, бидејќи се тенкожични, значи имаат занемарливо мали радиуси, можеме да кажеме дека всушност се преклопуваат. Заради тој факт, кружната симетрија на кружните линии кои ги формира векторот на магнетната индукција во анализираната точка А, за овие два спроводници можеме да третираме дека тие кружни линии се исти, односно заеднички. Како би можеле да го решиме барањето од задачата? Значи, на сликата е обележан е векторот на магнетната индукција со индекс 2, значи обележан е B2, значи B2 потекнува под влијание на струјата I2. Гледаме дека струјата I2 по насока е така ориентирана да таа се оддалечува од нас. Со примена на правилото на десната рака, доколку палецот од десната рака го насочиме во насока на течење на струјата I2, значи од нас, прстите од шаката на десната рака ќе ни го дадат правецот и насоката на векторот на магнетна индукција со индекс B2. Исто така во точката А можеме да го нанесеме и векторот на магнетната индукција B1, кој потекнува од јачината на струјата I1. Бидејќи јачината на струјата I1 гледаме дека обележена со точка, тоа значи дека таа по насока доаѓа кон нас, исто така со правилото на десна рака ќе можеме да дефинираме, односно утврдиме каков е правецот и насоката и на векторот на магнетната индукција B1. Значи, доколку палецот го поставиме така да го насочиме кон нас, следејќи ја насоката на струјата I1, прстите од шаката на десната рака ќе ни ја дадат насоката, правецот и насоката и на векторот B1. Ќе пробам тоа да го нацртам. Значи, под влијание на струјата I1, Значи, под влијание на струјата I1 ќе се појави вектор на магнетна индукција B1, кој ќе биде спротивен по насока од B2. И исто така тука ќе го нанесам и векторот DL. Всушност во нашиот пример имаме
поединечни вектори на магнетна индукција B1 и B2 кои лежат низ правец, но имаат спротивни насоки. Тоа значи дека резултантната вредност на магнетната индукција во точката А треба да биде разлика помеѓу вредностите на магнетната индукција B1 и B2. Решавањето на задачата ќе го напишам, ќе го почнам со ќе испишам равенката на Амперовиот закон, значи интеграл по затворена линија со некој периметар и имаме векторски производ помеѓу векторите на магнетната индукција и dl векторот, а тоа ни беше еднакво на производ помеѓу магнетната пермеабилност и сумата на струи кои се опфатени од ова затворена линија. Гледаме како во претходниот пример дека векторите на магнетната индукција B1 и B2 со сопствените dl вектори се колинеарни повторно. Тоа значи дека аголот помеѓу нив е 0 степени. Исто така знаеме дека магнетната индукција во било која точка која му припаѓа на ободот на оваа линија, значи во било која точка од оваа линија на која што лежи и точката А, векторите на магнетната индукција B1 и B2 се константни. Зато можеме да кажеме дека B како вредност и како константа можеме да го извадиме пред интеграл, па двата изрази за Амперовиот закон во случајот на B1 и B2 ќе гласат. Значи B1 интеграл по линија со периметар 2πr dl вектор по косинус од аголот 0 помеѓу B и dl е еднакво на минула во првиот случај опфатена струја само и 1, а во вториот случај B2 повторно ќе биде по затворена крива линија 2πr dl по косинус од 0 степени, тоа е минула и 2. Значи во првиот случај оваа затворена линија ја опфаќа струјата И1, а во вториот случај струјата И2, кога ги третираме како засебни влијанија врз точката А. Бидејќи косинус од 0 е единица и решението на овај интеграл од dl е 2πr во случајот, изразите ќе бидат B1 по 2πr е минула и 1 и B2 2πr ќе биде минула и 2. Резултантната магнетна индукција B ќе биде разлика помеѓу овие две вредности на засебните магнетни индукции. Пред заграда ќе ги извадам заедничките членови, тоа се минула врз 2πr, а во заградата ќе ни остане разлика помеѓу струите од кои што потекнуваат овие магнетни индукции. Нормално единица мерка е Тесли. Што е овде битно да потенцираме? Доколку во овој конкретен пример насоките на струите И1 и И2 се спротивни. Што ќе се случеше доколку насоките И1 и И2 се исти, односно и И1 и И2, например, течат кон нас? Тогаш резултантната магнетна индукција ќе беше таква да ќе ја добиевме со собирање на засебните магнетни индукции, затоа што B1 и B2 ќе лежеа низ правец, но ќе има и иста насока. Па во тој конкретен случај, доколку И1 и И2 имаа исти насоки, тогаш оваа равенка ќе го имаше овој ист облик, само што тука ќе се работеше за собирање на струите И1 и И2. Да го прочитаме текстот на третата задача од темата Амперов закон. Да се определи векторот на магнетната индукција во и околу торусно јадро, околу кое густо и равномерно се намотани N навивки низ кои што тече струја со јачина I. Приказот на ова торусно јадро од различни точки на гледање дадени се на сликата која е импортирана. Што е тука важно да потенцираме? Линиите на магнетното поле во торусот се концентрични кругови со центар на оската на торусот. Внатре во центарот на торусот, векторот на магнетната индукција е тангента на овие линии на магнетно поле
и има константна вредност во секоја точка која му припаѓа на соодветно разгледувана линија на полето. Што тоа значи? Значи, векторот на магнетната индукција во ова разгледувана линија има константна вредност во секоја од овие точки кои сега ги потенцирам. Значи, се работи за тангенти, векторот на магнетната индукција во секоја ова точка е тангента. Овде е многу важно да потенцираме што се случува со сумата на струите од равенката за Амперовиот закон. Значи, во случај на торус, сумата на струите еднаква е на струјата И, која треба да биде зголемена за n пати или зголемена за бројот на навивки, затоа што секоја навивка за себе представува струен проводник кој еднаш поминува низ разгледувана опфатена површина. Значи, нас од интерес ни е да го разгледаме следното. Значи, за R помало или еднакво од B и поголемо или еднакво од А, значи во самиот торус, Амперовиот закон ќе гласи: интеграл по затворена линија со некој периметар, векторски производ на векторот на магнетната индукција и дел векторот, и тоа ни беше еднакво на производ помеѓу магнетната пермеабилност и сума на сите струи опфатени од оваа затворена линија. Бидејќи пред малку споменав дека векторот на магнетната индукција во секоја точка од разгледуваната линија на магнетното поле е константен, истиот може да се извади повторно пред интеграл, а интегралот, за да го пресметаме, ќе треба да изинтегрираме по целата должина на таа замислена линија, значи од 0 до 2πr. Подинтегралната големина е dl и мораме да го земеме во предвид аголот помеѓу овие два вектори, векторот на магнетната индукција и dl векторот, за да можеме векторскиот производ да го претвориме во скаларен. И тука, на десната страна од равенството, ја имаме магнетната пермеабилност и сега ги наведуваме бројот на навивки намотани околу торусното јадро и струјата која тече низ овие навивки. Бидејќи косинус од 0 е единица, изгледот на решението на овој интеграл ќе биде стандардно, значи магнетната индукција по 2πr е еднакво на минула n по I. Или векторот на магнетната индукција во функција од некој разгледувано R внатре во телото на торусното јадро, значи во торусното јадро, ќе изнесува минула n по I врз 2πr. Нормално единица мерка за магнетната индукција е Тесла. Имаме уште два случаеви кои треба да ги прокоментираме. Тоа се за R помало или еднакво од А, значи во просторот, во слободниот простор кој е опфатен од торусното јадро, тука магнетната индукција е еднакво на 0. Зошто? Затоа што сумата на струи кои некоја опфатена површина ги обкружува е еднаква на 0. Или поточно, доколку разгледаме концентрична кружна линија која се наоѓа на некое си растојание R, во овој наш случај кој го разгледуваме за R помало или еднакво на А, гледаме дека ова затворена линија не опфаќа ни една струја. Затоа велиме дека векторот на магнетната индукција, односно магнетната индукција во тој дел од разгледуваната задача е 0. Исто се случува и надвор од торусното јадро. Значи за R поголемо или еднакво на B, исто така магнетната индукција е еднаква на 0. Текстот на четвртата задача од темата Амперов закон гласи: даден е многу долг бакарен спроводник во форма на цевка со радиуси А и Б, значи тоа се внатрешниот и надворешен радиус на цевката, низ кој што тече јачина на струја означена со И.
да се определи векторот на магнетната индукција во сите точки од просторот внатре и надвор од спроводникот. Како и на секоја задача досега, така и во овој случај, импортираната слика покажува различни прикази од различни точки на гледање, за да проблемот поставен во задачата можеме полесно да го визуализираме. Значи, на сликата гледаме дека ни е обележан ни е правецот и насоката на струјата која што тече низ овој бакарен спроводник. Како што гледаме на средната слика, струјата тече кон нас, затоа што е обележана со точка. Како можеме да го определиме правецот и насоката на векторот на магнетната индукција? Многу едноставно, со примена на правилото на десна рака. Доколку палецот од десната рака го поставиме во насока на течење на струјата, значи палецот го поставиме кон нас, прстите од шаката на десната рака ќе ни ги дадат правецот и насоката на векторот на магнетната индукција. Тоа е нешто што можеме да го видиме на оваа слика. Гледаме дека, како и во другите задачи кои досега ги решававме, дека векторот на магнетната индукција и дел векторот се колинеарни, односно зафаќаат агол од 0 степени меѓу себе. Ајде сега да ги разгледаме сите можни ситуации кои што во овој случај ни се од интерес. Значи, прво да видиме што се случува со магнетната индукција во слободниот простор опфатен од цевката, значи за R помало или еднакво на A. Значи, тоа би било некакво си растојание. Ќе пробам да исцртам една концентрична кружна линија со радиус А во слободниот простор кој во првиот дел од задачата ќе го прокоментираме. Значи, ова би било тоа R, кој нас сега во случајот не интересира. Изгледот на Амперовиот закон е стандарден, значи интеграл по затворена линија со некој периметар и имаме векторски производ помеѓу векторите, овој ќе го означам со индекс 0. Значи, векторски производ на векторот на магнетната индукција и дел векторот, а тоа на десната страна на равенството ни беше еднакво на производ помеѓу магнетната пермеабилност и сумата на струите опфатени од оваа затворена кружна линија. Веднаш можеме да видиме дека сумата на струи кои се опфатени со оваа површина која што сега оваа кружна линија ја опфаќа, можеме да видиме дека тука нема струја, односно сума И еднаква на 0, па од тука можеме да напишеме дека магнетната индукција во функција од R, кога R е помало или еднакво на А, е еднаква на 0. Да видиме сега што се случува во поинтересниот дел, а тоа е она што е опишано на оваа слика. Значи, R е помало или еднакво од B и поголемо или еднакво од А. Значи, што се случува во цевката со радиуси А и Б од овој бакарен спроводник. Значи, изгледот на Амперовиот закон е исто така како и претходно, значи интеграл по затворена линија со некој периметар и векторски производ на векторите на магнетната индукција и дел векторот. Ова магнетна индукција ќе обележам со индекс единица и тоа ќе биде минула по сума И. Да се подсетиме, правецот и насоката на векторот на магнетната индукција ги определивме со правилото на десна рака. Во секоја точка од оваа линија, која се наоѓа на некое си растојание R од центарот или од оската на овај бакарен спроводник, значи во секоја оваа точка која сега ја акцентирам, магнетната индукција е константа. Бидејќи е константа, истото како и во сите задачи досега, B1 можеме да го извадиме пред интеграл. Треба да изинтегрираме по целата должина на периметарот, за да можеме да ги сумираме сите овие елементарни вектори кои ги бележевме со dl. Значи интегрираме од 0 до 2πr по целата должина на периметарот на линијата, подинтегралната величина е dl и тука ќе го земиме јаголот помеѓу векторите b и dl, кои изнесуваше 0 степени, рековме дека се колинеарни, а на другата страна на равенството останува минула сума и. Бидејќи косинус од 0 е единица и решението на интегралот е 2πr, можеме за изразот да напишеме b1 по 2πr е еднакво на минула сума и. Овде е многу важно да потенцираме нешто што го зборувавме на почетокот во некоја од задачите која ја изанализиравме од темата Амперов закон. Значи, оваа струја тука
И. Не е целата струја која што тече низ цевката, односно низ овој бакарен спроводник, туку е дел од неа. Затоа ова ќе обележам како и звезда. Значи, што сакам да кажам? Во овој овде штрафиран дел, кој нас ни е опфатен од замислениот радиус во овој момент за R помало или еднакво од B и поголемо или еднакво од A, значи струјата која тече низ ова замислена површина е помала од струјата која тече низ целата цевка од бакарниот спроводник. Затоа оваа струја ќе обележам со И прим, односно И звезда. Значи, како во една од претходните задачи, така и тука ќе треба да го искористиме терминот густина на струја, па ова И звезда ќе го представиме како производ на густината на струјата и површината која нас ни е сега од интерес, односно површината низ која што тече струјата која ни е нас од интерес. За густината на струјата што можеме да напишеме? Ќе се поставам тука, па овде ќе го напишеме изразот. Значи, густината на струјата представува однос помеѓу јачината на струјата која тече низ цевката и ја земаме во обзир вкупната површина опфатена од цевката. Значи, тоа е пи по b на квадрат минус а на квадрат. Значи, ова е изразот за густината на струјата низ површината на цевката. Единица мерка за густината на струјата, се подсетиме, ампери на метар квадратен. Ова единица мерка лесно ја паметиме, затоа што во бројителот имаме јачина на струја изразена во ампери, а во именителот имаме површина. И исто така треба да ја прокоментираме и површината која ни е нас од интерес, значи тоа е површината опфатена од оваа концентрична кружна линија која има радиус R, кој ние нас сега го третираме. Значи, таа површина е пи по R на квадрат минус А на квадрат. Значи, тоа е исечок од вкупната цевка. Доколку овие два изрази ги замениме вовде во равенката за оваа струја која обележав со И звезда, што ќе добиеме? Значи, густината на струјата или јачината на струјата распределена по вкупната површина на цевката, помножена со површината која ни е нас од интерес со новиот радиус кој го анализираме, значи R на квадрат минус А на квадрат. Пи со пи ќе се скратат, па ќе го добиеме изразот за вредноста на делот од вкупната струја опфатена со оваа замислена линија, а тоа е И врз b на квадрат минус А на квадрат, сето тоа помножено со R на квадрат минус А на квадрат. Доколку ова го вратиме во овој дел од равенката за Амперов закон, што ќе добиеме за магнетната индукција внатре во цевката? Значи, B1 по 2πr е еднакво на минула по целиот овој израз кој пред малце го пресметавме, а тоа е R на квадрат минус А на квадрат врз b на квадрат минус А на квадрат, сето тоа помножено по И. Па самиот израз за магнетната индукција на растојание R за R помало или еднакво од B и поголемо или еднакво од А, го има следниот израз. Тоа е минула R на квадрат минус А на квадрат врз 2πr по b на квадрат минус А на квадрат и сето тоа помножено по И. Единица мерка нормално повторно Тесли. Значи, што е овде многу битно да потенцираме? Имаме јачина на струја или сума на струи кои во овој случај се офатени само со овој дел од површината кој сега го обележувам. Значи, тоа е струја која е помала од вкупната струја што тече низ пресекот, односно низ цевката од која што овој бакарен спроводник е оформен, па добиваме еден специфичен израз за магнетната индукција која во случајот зависи од дел од струјата, а не можеме да земеме во анализата вкупната струја која тече низ проводникот, затоа што таа не е опфатена од оваа замислена кружна линија. Останува уште да го прокоментираме и делот што се случува надвор од цевката. Дозволете да направам простор, односно да го избришам овој делот кој до сега го работевме и да го прокоментираме што се случува надвор од цевката
Че да видиме каков е изразот за магнетната индукција на радиус поголем или еднаков на B. На B радиусот. Значи, го анализираме следниот случај, R е поголемо или еднакво од B, односно анализираме нешто што е надвор, значи овде ќе пробам да го изсимулирам, тоа е една ваква концентрична линија, која сега се наоѓа на некое растојание R, а тоа R е поголемо од B, односно се наоѓа надвор од цевката, значи опфаќа целата цевка. Изразот за Амперовиот закон е повторно ист, интеграл по затворена линија L со некој си периметар. Овде имаме векторски производ на векторите BDL. Ова магнетна индукција ќе обележам со индекс 2 и ставаме тука повторно производ на магнетната пермеабилност и сумата на сите струи офатена од оваа замислена линија. Исто така, бидејќи B2 е константа, го вадиме пред интеграл, интегрираме од 0 до 2πr. Зошто? Затоа што мораме да направиме сумирање на сите DL елементарни вектори. Овој векторски производ го претвораме во скаларен производ, земајќи го во предвид аголот на овие два колинеарни вектори и имаме производ на магнетната пермеабилност и сумата на сите струи опфатени од оваа затворена линија. Решението на интегралот е повторно 2πr, косинус од 0 знаеме дека е единица, ќе го напишам веднаш тоа да не забораваме, и имаме минула сума и. Кои се сите струи кои што се офатени со оваа затворена линија кружна која го опфаќа целиот цевкаст бакарен спроводник? Нормално тоа е целата јачина на струја која што тече низ бакарниот спроводник. Тоа е оваа струја. Па затоа изразот за магнетната индукција ќе биде B2 2πr е еднакво на минула по и. Значи ја земаме целата струја опфатена, односно струјата која што тече низ овој цевкаст бакарен спроводник. Па векторот на магнетната индукција во функција од R, кога R е надвор од цевката, односно поголем од B, изнесува минула и врз 2πr. Значи ова е еден стандарден израз кој досега повеќе пати сме го добиле. Единица мерка нормално Тесла. Да го прочитаме текстот од петтата задача од темата Амперов закон. Даден е многу долг коаксијален кабел со радиус А на внатрешниот спроводник и радиуси Б и С на надворешниот спроводник. Низ коаксијалецот тече струја со рачина И во спротивни насоки во внатрешниот и надворешниот спроводник. Да се определи векторот на магнетната индукција во сите точки внатре и надвор од кабелот. Ова задача е сублимат на повеќе од задачите кои досега ги анализиравме во темата Амперов закон, па ајде да ги разгледаме сите барања од задачата. Прво, ќе прокоментираме што се случува со магнетната индукција за R помало или еднакво на А. Значи, што се случува со магнетната индукција во внатрешниот спроводник од овој коаксијален кабел. Знаете дека земаме секогаш некаква замислена кружна линија, која е концентрична кружна линија, која има центар на самата оска на спроводникот. Во овој наш конкретен случај, ова е една замислена кружна линија која има радиус R и тој е радиусот во кој што ние ќе извршиме анализата за да видиме што се случува со магнетната индукција внатре во внатрешниот спроводник од овој коаксијален кабел. На сликата гледаме дека насоката на јачината на струјата која што тече низ внатрешниот спроводник е таква да таа се движи кон нас. Тоа ни е дефинирано од оваа точка која ја гледаме во ознаката за јачината на струјата. Со правилото на десна рака, доколку палецот од десната рака го насочиме во насока на движење на оваа струја во внатрешниот дел од спроводникот, тоа значи палецот да го насочиме кон нас, прстите од шаката на десната рака ќе ни го дадат векторот на магнетната индукција, кој по правец и насока во овој случај изгледа вака. Ова ќе го означам со индекс единица и тој ни е векторот на магнетната индукција при R помало или еднакво на А. Исто така, ќе го нацртаме и DL векторот во овој случај. Гледаме дека овие два вектори се повторно колинеарни, аголот кој го зафаќаат е 0 степени помеѓу нив, па да го напишеме изразот за Амперовиот закон. Значи интеграл по затворена линија L и векторски производ на векторите
на магнетната индукција B1 по DL вектор, а тоа ни беше еднакво на производ помеѓу магнетната пермеабилност минула и сумата на сите струи кои се офатени од оваа замислена линија. Како и досега кога коментиравме, веднаш да кажеме дека магнетната индукција во било која анализирана точка која лежи на оваа замислена концентрична кружна линија има константна вредност. Пардон. Заради константноста на магнетната индукција во било која од овие точки кои сега ги акцентирам, B1 можеме да го извадиме пред интеграл, а во подинтегралната величина ќе ни остане, значи интегралот е определен од 0 до 2πr, зошто? За да ги офатиме сите елементарни вектори DL, односно да ги сумираме сите елементарни вектори DL по должина, односно по периметарот на оваа замислена линија. За да можеме овој векторски производ BDL да го замениме со скаларен, мораме да го земеме во предвид и аголот помеѓу овие два колинеарни вектори, рековме дека тој 0 степени, и од другата страна на равенството имаме производ помеѓу магнетната пермеабилност и сумата на сите струи офатени од таа замислена линија. Бидејќи косинус од 0 ни е единица и решението на интегралот е 2πr, ќе го запишеме она што го имаме на левата страна од равенството, тоа е B1 по 2πr, тоа е еднакво на минула сума и. Видиме сега што се случува со ова сума и. Сигурно се сеќавате во досегашните наши описи на задачи од темата Амперов закон, дека оваа струја која во оваа равенка јас сега ја напишав, таа е уствари дел од струјата која тече низ внатрешниот спроводник, која е обележана на оваа слика со И. Значи тоа е струја која тече само низ овој замислен исечок кој ние го формиравме со оваа замислена концентрична кружна линија. Значи ова И ќе го обележам со некоја И звезда. Сигурно се сеќавате во претходните задачи, И звезда го третиравме како производ помеѓу густината на струјата и површината која ни е нас од интерес, односно површината која е офатена од замислената кружна линија. Во овој случај што можеме да напишеме за густината на струјата? Значи густината на струјата во овој случај представува јачината на струјата која тече низ внатрешниот дел низ внатрешниот спроводник на коаксијалецот и ја земаме во обзир вкупната површина на внатрешниот спроводник на коаксијалецот, а тоа е π а на квадрат. Да видиме што се случува со површината која ни е нас од интерес. Тоа е површината која е офатена од замислената кружна линија. Тоа е овој делот што го иштрафирав на сликата. Значи таа површина ќе биде πr на квадрат. Доколку ова го замениме во И звезда, ќе добиеме ваков израз. Тоа ќе биде И врз π а на квадрат помножено со πr на квадрат. По кратењето на π со π, за И звезда добиваме израз дека тоа е однос помеѓу нашиот радиус кој во моментот не интересира, радиусот на внатрешниот спроводник и струјата која тече низ внатрешниот спроводник на коаксијалецот. Доколку ова сега го замениме во изразот за магнетната индукција кај сума И звезда, ќе го добиеме следниот израз. Значи B1 2πr на едната страна од равенството, а на другата страна имаме магнетна пермеабилност и производ помеѓу, односно количник помеѓу радиусите R на квадрат и А на квадрат и вкупната струја И. Значи, конечниот израз за магнетната индукција внатре во коаксијалецот, значи во внатрешниот спроводник на коаксијалниот кабел, ќе биде минула R на квадрат И врз 2πr А на квадрат. Овде што можеме квадратот на R со ова R ќе го скратиме, па ќе го добиеме конечниот израз за магнетната индукција, тоа е минула RI врз 2π А на квадрат. Нормално единица мерка е Тесли. Значи, овде е многу битно да го прокоментираме следново. Значи, имајте во обзир секогаш дека замислената кружна концентрична линија која ќе ја поставите при анализата е таа која ни е нас важна во одредувањето и на вкупната сума на струи која ова замислена кружна концентрична линија ги опфаќа. Значи, во овој случај, струјата која што тече низ овој исечок
не е вкупната струја која што тече низ внатрешниот спроводник. Затоа го користиме терминот густина на струја и оваа струја ја пресметуваме како производ помеѓу густината на струјата и површината која ни е нас од интереса. Тоа е површината која е офатена или иштрафирана на примерот кој сега го решававме. Значи, ова ни е вредноста на изразот за магнетната индукција внатре во коаксијалецот, односно во внатрешниот спроводник од коаксијалецот. Да го разгледаме сега наредниот случај. Претходно само да го избришам овој делот и да формираме нова површина за работа. Значи да видиме сега што се случува и да го проанализираме делот колкава е магнетната индукција за R помало или еднакво од B и поголемо или еднакво од А. Значи, ќе анализираме следната состојба. Значи, R е помало или еднакво од B и поголемо или еднакво од А. Значи, тоа е овој простор тука во слободниот простор помеѓу двата помеѓу внатрешниот и надворешниот спроводник на коаксијалниот кабел. Да го напишеме изразот за магнетната индукција во овој случај. Значи, интеграл по затворена линија со некој периметар, векторски производ на векторите на магнетната индукција дел векторот, во овој случај ова ќе го означам со индекс 2. Значи, B2 вектор по DL вектор и повторно истото минула сума I. Истите коментари тука ќе ги дадеме. Еве ќе напишам ќе пробам да ицртам една замислена концентрична кружна линија. Значи линија која ни е на сега во моментот од интерес. Ќе го означам радиусот до таа линија. И истота забелешка имаме и тука. Во било која точка од оваа замислена концентрична линија која има радиус R, векторот на магнетната индукција е константен. Затоа истиот можеме да го извадиме пред интеграл. Значи B2 ќе го извадиме пред интеграл, повторно имаме интегрирање од 0 до 2 πr. Зошто? За да ги сумираме сите елементарни дел вектори кои лежат на оваа концентрична кружна линија и за да можеме векторскиот производ да го претвориме во скаларен, мораме да земеме во предвид и аголот помеѓу овие два вектори, кој во случајот изнесува 0 степени, а на другата на страна на равенството имаме производ помеѓу магнетната пермеабилност и сумата на сите струи офатени од оваа замислена кружна линија. Бидејќи косинус од 0 е единица и решението на интегралот го знаеме, B2 по 2 πr ќе биде еднакво на минула сума I. Овде е битно да го прокоментираме и следното. Ајде да прво да го одредиме и во овој случај правецот е насоката на векторот на магнетната индукција. Тој ќе биде ист како и во претходниот случај. Значи, по правилото на десна рака, лесно ќе го одредиме B векторот. Исто така, ова е B2, и ќе го нанесам и DL векторот тука. Гледаме дека е идентична состојбата со правецот и насоката како во претходниот случај. Кои се сите струи кои се офатени со оваа замислена кружна линија? Нормално, тоа е целата оваа струја која што тече низ внатрешниот спроводник. Друга струја тука офатена немаме, па изразот за магнетната индукција за R помало или еднакво на B, а поголемо или еднакво на А, ќе биде еднакво на минула I врз 2 πr. Единица мерка нормално Тесли. Значи, ова е стандарден израз за магнетна индукција кој досега многу пати сме го добиле, сме го извеле и веќе би требало и да секогаш го имате на ум кога ги решавате овие задачи како готово решение, односно да најдобро е кога се решаваат овие задачи да знаете како треба да изгледа она што вие го барате, значи како треба да изгледа изразот кој го дефинира векторот на магнетната индукција, односно магнетната индукција во соодветна позиција од она што го анализирате, па во решавањето доколку знаете што треба да добиете, многу полесно ќе ви оди. Еве, го решивме и вториот дел од задачата, значи изанализиравме што се случува со магнетната индукција за R помало или еднакво на B, а поголемо или еднакво на А. Сега ќе го избришам и овој дел за да продолжиме понатаму. Значи, сега ќе треба да проанализираме што се случува со магнетната индукција во надворешниот спроводник. Значи, сега нас ни се од интерес да го проанализираме делот кој гласи
R е помало или еднакво од C, но е поголемо или еднакво на B. Значи, нас сега ни е од интерес да видиме што се случува во овај дел од коаксијалецот. Значи, ова е надворешниот спроводник на коаксијалниот кабел. Ќе пробам да исцртам концентрична кружна линија. Значи, сега нас ни е од интерес оваа концентрична кружна линија која ќе има некој си радиус R, и тој радиус R е помал од C, но е поголем од B. Овде ќе повлечам да го значиме R. Ова е тоа R сега што ни е од интерес. Па можеме веднаш да го напишеме изразот за Амперовиот закон. Значи, интеграл по затворена кружна линија, имаме векторски производ, ова веќе ќе го означам сега со B3. Значи, векторски производ на векторите на магнетната индукција дел векторот, сето тоа е еднакво на минула сума I. Повторно ќе кажеме дека магнетната индукција во било која точка која му припаѓа на оваа концентрична кружна линија која сега издефиниравме, значи овие точки кои сега ги акцентирам, сите тие имаат константна магнетна индукција, па затоа B3 можеме да го извадиме пред интеграл, 3. Интегрираме од 0 до 2 πr, за да го пресметаме, тоа е вкупниот периметар на замислената линија, за да ги сумираме сите елементарни дел вектори, како би можеле да го пресметаме тоа, и за да векторскиот производ го претвориме во скаларен, повторно го земаме во предвид аголот помеѓу овие два колинеарни вектори, а на другата страна производ помеѓу магнетната пермеабилност и сумата на сите струи кои што тука се офатени. Овде од левата страна на равенството немаме никаков проблем, тоа е B3 по решението на интегралот 2 πr стандардно како и секојаш досега, тоа е еднакво на минула сума I. И сега тука ми е многу важно да го прокоментираме ова сума I во овој конкретен случај. Но пред тоа да го направам, да видиме каква е насоката на струјата во овој случај. Гледаме дека во надворешниот дел од спроводникот на коаксијалецот струјата тече во спротивна насока од насоката која што беше во внатрешниот спроводник. Гледаме дека имаме X, односно плюс ознака, тоа значи дека ова јачина на струја тече од нас, значи се оддалечува од нас. Користејќи го правилото на десна рака, можеме да го одредиме правецот и насоката на B3 векторот и прстите од шаката ќе ни покажат следно, дека магнетната индукција во овој случај, B3, е некаја си тангента во оваа замислена кружна линија, значи ова би бил B3 векторот и нормално колинеарно на него и дел векторот. Гледаме дека помеѓу нив аголот е 0 степени и затоа го пишуваме ова што сега го напишав. Сега е многу важно да го прокоментираме изразот за сума I. Ајде да видиме ова замислена кружна концентрична линија која сега исцртав како последна, кои струи ги опфаќа. Веднаш можеме да приметиме дека ја опфаќа целата струја I која тече низ внатрешниот спроводник на коаксијалецот и опфаќа дел од струјата I која тече со спротивна насока во надворешниот дел од коаксијалецот. Значи, во овој случај, сума I ќе биде струјата I, која како цела ја земаме опфатена во како струја која тече низ внатрешниот спроводник на коаксијалецот, и од неа треба, зошто да ја одземеме, треба да ја одземиме струјата која тече низ надворешниот спроводник на коаксијалецот, затоа што има спротивна насока од ова која првично анализиравме. Но мораме да кажеме дека ова нема да биде чисто I, него ќе биде пак и некоја I звезда. Зошто I звезда? Затоа што оваа замислена концентрична линија која сега овде ја исцртав, ја опфаќа целосно струјата низ внатрешниот спроводник, но опфаќа само дел од струјата која што тече низ надворешниот спроводник на коаксијалецот. И повторно тука имаме израз во кој што ќе треба да искористиме густината на струјата и површината. Па во овој случај сума I ќе биде разлика на струјата I низ внатрешниот спроводник и овде ќе треба да ги земеме во предвид густината на струјата и површината која нас во случајот ни од интерес. Ајде тоа да го напишеме, значи ќе имаме некаков ваков израз. Ова е I кој тече низ внатрешниот коаксијален дел од кабелот, а тука треба да ги земеме во обзир, значи струјата I која што тече низ надворешниот дел од коаксијалецот, низ надворешниот спроводник, ја земаме површината на тој надворешен спроводник, а тоа е C на квадрат минус B на квадрат.
И нашата површина од интерес π, тоа е r на квадрат минус b на квадрат. Значи, што направив тука? Оваа површина е вкупната површина на надворешниот спроводник од коаксијалецот. А оваа површина тука е вкупната површина која е офатена со замислената последната концентрична кружна линија која нацртав. Значи, тоа е тој некој исечок низ кој што тече само дел од струјата. Ќе ги скратиме π со π, па за сума и ќе добиеме следен израз. Тоа е разлика на струјата која тече низ внатрешниот спроводник на коаксијалецот, минус ќе имаме r на квадрат минус b на квадрат, врз c на квадрат минус b на квадрат, и сето тоа помножено по и. Значи, овој ваков израз треба да го замениме сега во вкупната вредност во Амперовиот закон. Значи, ова е тоа сума и. Па сега ќе морам малце да избришам за да можам да проложам со пишување на равенките. Да видиме што точно ќе добиеме. Јас само ќе го задржам овој последниот израз кој што го добивме пред малку и ќе продолжам со пишување. Значи, да се подсетиме на изразот до кој што дојдовме, тоа е B3 по 2πr, B3, пардон, тоа е еднакво на минула сума и, па тука ќе треба да го внесиме сега ова што досега го пресметував. Значи, B3 по 2πr, тоа е еднакво на минула, па ќе отворам заграда и овде ќе го напишам изразот на разликата на струите. Значи, ова е и која тече низ внатрешниот спроводник на коаксијалецот, а ова второто и е дел од струјата која што тече низ надворешниот спроводник од коаксијалецот. Па за магнетната индукција со индекс 3 би можеле да напишеме некој ваков израз. Значи, тоа ќе биде минула врз 2πr, а во заградата ќе ни останат и минус r на квадрат минус b на квадрат, c на квадрат минус b на квадрат во именителот по и. Единица мерка нормално Тесли. Значи, ова е изразот за магнетната индукција која што ја имаме во случајот кога анализираното наше R е помало или еднакво од C, но е поголемо или еднакво од B. Значи, тука во самата збирка на која анализираме, значи збирката од професорката Весна Тошева, таму изразот е средено е ова во заградата, значи можеме тоа да го правиме и не мораме, затоа што ни е јасен изразот на нештото како изгледа. Значи, во овој случај беше многу битно да проанализираме, односно да го разбериме делош како го анализираме ова сума и. Значи, сума и рековме дека е оваа струја која ја офаќаме целосно и дел од оваа струја. Зошто? Затоа што оваа концентрична кружна линија офаќа дел кој не го офаќа целиот надворешен спроводник, туку само дел од него. Затоа е ваков изгледот на равенката за магнетната индукција во овој анализиран дел. И ни остана на крајот да го напишеме изразот за магнетната индукција надвор од коаксијалецот. Ќе го избришам ова цело. Да видиме што се случува надвор од коаксијалниот кабел, односно да го проанализираме делот за R поголемо или еднакво од C. Значи, што се случува овде надвор од коаксијалниот кабел по некоја замислена кружна линија. Значи, тука сега имаме некој ново R. Ова е тоа R поголемо од C, согласно правилото на десна рака. И тука можеме лесно да пресметаме дека магнетната индукција во нашиот случај B4 ќе има ваков правец и насока. Ова е векторот B4, исто така тука ќе го нанесам и дел векторот. Па изразот за Амперовиот закон во случајот ќе биде интеграл по затворена линија која сега издефиниравме. Векторски производ на B4 со DL и минула сума и. И во овој случај во било кој од анализираните точки магнетната индукција со индекс 4 е константа, затоа оди пред интеграл.
интегрираме повторно од 0 до 2 пиер, значи по целиот периметар на замислената кружна линија, за да направиме сума на овие дел елементарни парчиња од тоа линија, земајќи го во предвид аголот помеѓу овие два колинеарни вектори, и на другата страна имаме магнетна пермеабилност и сума И. Стандардно решението на интегралот е 2 пиер повторно, значи B4 по 2 пиер е еднакво на минула сума И. Сега е многу важно тука да го прокоментираме што се случува со ова сума И во овој случај. Значи овде сума И, бидејќи ова линија која исцртав сега надвор, ги опфаќа двете струи, ја опфаќа и оваа струја, ја опфаќа и оваа струја, бидејќи ти имаат спротивни насоки, тоа е некое си И минус И. Или тоа би било 0. Од тука можеме веднаш да кажеме дека магнетната индукција надвор од овој коаксијалец е еднаква на 0 Тесли. Ете, тоа е решението на оваа задача, во која имавме 4 барања за пресметување. Секогаш треба да се води сметка како да се издефинира точно ова сума И, за да можеме точно да го пресметаме износот на магнетната индукција во овој конкретен случај.